што предојдовте. Денеска тука сме со професор од средното училиште Ристе Ристевски Ричко, професор во графичката струка Александар Костадиновски. Добар ден. Добар ден. Пред се, што е графичката струка? Па вака, графичката струка, графичката индустрија е преработувачка индустрија и нејзина основна суровина е информацијата. Значи, ние како графичари имаме задача таа информација која првично добиваме од купувачите, да ја преработиме и да ја направиме малку поинтересна и да биде по-интересна за самите купувачи. Инаку, оваа струка функционира во рамки на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко веќе 15 години и 11 години беше графички уредник, не графички уредник, сега сме графички уредник дизајнер, но претходно беше графички техничар. Во графички техничар се изучуваа општите техники на печатање, за да денес, еве 4 години, веќе работиме со графички уредник дизајнер. Да, и дали има интерес за оваа струка и колку е застапена во денешно време и дали е застапена? Па бројките би зборувале се. Во графичкиот техничар дизајнер во јуни запишуваме по 34 ученици, значи паралелката е затворена уште во јуни. Тоа кажува колку се учениците заинтересирани за струката. Друга работа е што понатаму. Графичката струка овозможува покрај вработување во разни графички студија, печатници, фотостудија, нуди големи можности за самовработување, што денеска е навистина интересно, посебно вие младите знаете, фриленцерството е навистина на интересно нешто. Да, и најзастапено. Да. Што изучува графичкава струка? Како тоа? Како предмети, самите програми се така дизајнирани да постепено со воведување на учениците во самите техники на печатање, да ги изучат основите на печатарството, за да понатаму преку разни програми, вклучувајќи InDesign, Illustrator и Photoshop, да ги усовршат целосно своите знаења, умења и вештини за понатаму да бидат оспособени, како што рековме, во да речеме за едно фриленцерство. Како интересен предмет кој се изучува е фотографија во втора година. Значи фотографијата е, да речеме, некако најинтересен за учениците и најмногу го сакаат тој предмет. Точно така. Фотографијата како предмет функционира во втора година и сега го имаме како посебен предмет, додека беше графички техничар, работевме фотографија преку секција. Секцијата функционира секоја сабота и се изучува основите на фотографијата. Тоа беше нешто што ние како професори сметавме дека им недостига на учениците, а е интересно нешто и графичките да ја изучат фотографијата не преку часови, туку преку дополнителни активности преку секцијата. За да денеска имаме предмет фотографија во кој се изучуваат, интересно е, оние работи кои ние ги предвидовме во секцијата се изучуваат комплет во предметот фотографија. Така, значи од на активност, односно фотографска секција, прерасна во предмет. Денеска да го има предмет. А дали покрај предметот фотографија кој се изучува само една година, односно втора година, дали има некои други активности, дали има секција, дали постои уште фотографската секција? Да, фотографската секција постои, функционира и интересно е минатата година покрај ученици од ова училиште присуствуваа на предавањата ученици од гимназија, од Орде Чопела и од Економска. Не беше голем број, но сепак е за поздравување ученици од други училишта да доаѓаат на такви активности. Покрај фотографија, која е една од најинтересните теми која се обработува, сега која се и графичките програми, посебно Photoshop, кој сега моментално се работи на часот по векторска и растерска графика во трета година.
се изучува Photoshop, за да во 4-та година имаме илустратор и InDesign во 2-та и 3-та година. Така. Дали овој смер, односно графичкиот смер, има освоено некоја награда, некоја така да речем позначајна награда? Награди се секако сме добивале доста награди, голем број на награди сме добиле на меѓуучилишните надпревари Масон. Први награди, втори, секоја година имаме барем трето место освоено. Посебно за истакнување е последната награда која освоивме. Тоа беше конкурс од страна на Управата за јавни приходи, во која конкурс за најдобро видео со наслов Данок плати, во иднина да ти се врати, при што освоивме прво место на ниво на Македонија од вкупно 25 видеа. Да, тоа е сепак за пофалба. Таков успех не може секој да достигне. Од каде идејата баш да се пријавите, баш вие да се пријавите на конкурсот кој беше даен од Управа за јавни приходи? Така, информацијата за самиот конкурс може би малце не избега и многу доцна го разбравме за конкурсот. Директорката не извести во последен момент, тоа е наша вина сепак, но решивме да учествуваме. Значи, во разговор со учениците, дали да учествуваме и што да снимиме, одлучивме што би било одлучувачко за да би ја офатиле таа приказна, Данок плати, во иднина да ти се врати. Значи, самата идеја беше еден брейнсторминг, една бура на идеи за време на часот, во која учениците даваа на различни идеи. Сепак мислам дека одлучувачко беше едно прашање од некој од учениците кој постави прашање, уствари зошто плаќаме данъци? И тука тргна целата приказна, објаснувајќи им на учениците што навистина значи плаќањето на данъци, дојдовме до идеја да снимиме едно видео во кое дуално, во кое сепак се одвива во две насоки. Едната насока е што би се случило кога не би плаќале данъци и што кога се плаќаат данъците. И мислам дека го погодив на вистинскиот момент целта на самиот награден конкурс. Тоа ни беше признаено од страна на представниците на Управата за јавни приходи кога присуствува овде ќе да ни ги врачат наградите. И во разговор беше поставено прашање како воопшто ви текна да го погодите се тоа што сакавме ние да го постигнеме. Не е случајно, многу работа, многу идеи со учениците и мислам дека со вакви ученици ова е само почеток за добивање на награди. Значи, покрај добиената награда, учениците научија и што значи тоа данок и зошто е важно да се плаќа данокот. Точно така и да не забораваме дека сите ученици добија награда. Значи, убаво е кога некој проект кој се работи е повеќе слој. Значи, учениците ќе научат што значи плаќање на данок. Научува како се создава едно видео, дека почнува од идеја, дека треба да се осмисли, да се направи сценографска книга во која секој кадар е испланиран. Да се добие награда е следниот чекор, навистина голема мотивација. Да. И можам да кажам дека сите тие цели беа постигнати. Еве за училиштето, Управата за јавни приходи за училиштето донираше лаптоп, а на моје големо изненадување не само учениците кои учествуваат директно во самото снимање на видеото како протагонисти, како глумци, туку целиот клас доби батерии за полначи, популарно наречени powerbank. Значи, сепак едно големо браво и до Управата за јавни приходи и до учениците кои учествуваат во снимањето на едукативното видео. Точно така, само за поздрав. Ова се вика со еден збор колективна одговорност. Так. И од Управата за јавни приходи, но мислам дека и ние постигнавме таа колективна одговорност, ја докажаме. Да, добро. Тоа беше во кратки црти опишување на графичкиот смер и накратко кажано за добиената награда од Управа за јавни приходи.